Сите земни основи ке се разнишат, синови на Свевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред Тебе и пред небото. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешев пред Тебе и пред небото. Судите ме праведно во гревот пристрасно. Не пазите на сиромах, праведен и беден. Синови на Всевишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез, Исус ке суди на сите. Во Него верувам, за Него живејам. Он ми дава сила да пораснам во љубовта. Исус е мојот Бог и Спасител. Во Него верувам, за Него живејам. Он ми дава сила да пораснам во љубовта. Мирвам. Татко мој, Ти благодарам што ми подари уште еден ден. Ти благодарам што ме создаде по Божиот образ. Ти благодарам што ми даваш сила. Ти благодарам што ми даваш мир и љубов, што ми дадеш живот, здив и се. Ти благодарам што го даде Твојот единороден син Исус, кој ми го покажа патот на љубовта и ми дава сила да ги љубам сите, да победувам со љубовта. Нека секое слово што ќе го изговорам денеска биде за Твоја слава. Ти зборувај низ мене, не јас да зборувам. Отвори ми ги словата, да бидат живи слова, вистински Твои живи слова, да ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Да ги исцелат скрушените по срце, да го донесат Твојот мир и Твојата љубов. Продолжуваме со озвучување на живото слово кое е дух и вистина, како што вели Исус, и кое треба да се отвори во духот, за да го разбереме што ни порачува, што ни раскажува. Значи духовно слово кое треба во дух да се раскажува, да се разбере. Затоа на едно место Исус вели да го помолам Отецот да ви ги отвори умот, да ги разбирате писмата, да ги разбирате писмата, зашто словото убива, а духот оживотворува. Добриот пастир е за неговото стадо. Читаме од Јован 10 глава. Вистина, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата во овчото трло, а прескокнува од другата страна, крадец е и разбойник. Знати, вратата е во вашето срце, тој чука на вратата Исус, и ако вие му отворите, значи насила не доаѓа. Исус треба да се повика за било каков проблем, со сето своје душа, со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила, да клекнеш на колена и да го повикаш Исус да дојде во твојот живот, да ти помогне. Да му дозволиш да влезе во твоето срце, додека сатаната ти наметнува. Значи не можеме да го раскажеме како на Македонија и се наметнува име Северна, како и се наметнува преку разглас друга религија. Видете, немам ништо против да се зборува. Меѓутоа, верската порака е за во храмот, не е за на разглас да малтретираш одредена цела групација и цела земја.
Veľmi dobro je da znajeme koji sme nije, što pravime ovdje i kade odime. Znači kradec i razbojnik, koji vleguvan iz vratata pastire na ovcite. Isus nema da vleze nasila. Ako nego povikaš od srce, to i nema da dojde. To i ne gleda na lice, tuku gleda na srce. Da li vo tvoje to srce imaš ti ljubav? Da li vistinski go povikovaš? Da li mu dozvoluvaš da te preplavi nekova te ljubav? Da te isceli? Koji vleguvan iz vratata pastir na ovcite. Znajte, na početku tebe nervira, to je živi slova, ako ve nervira, koji gi sluša zborovite moji, to je od Boga. Koji ne je od Boga, ne gi sluša zborovite moji. Vaši od tatko je đavolo, tim veli na Jevrejite. Znajte, zašto sme nije ovdje na zemlji, a to je dobro prašanje. Kade odime? I što treba da naučime? Dobro prašanje. Ljudje to si žive den za den. Satana te frlja na zemlji, ima malko vreme. Adam je izbane to drajo, ti je stanat smrten, zašto znaje što je dobro i zlo. Vavilonci te gradat kula, da si iskačat najvisoko. Satana da saka da bide Bog. Si te saka da bidat nešto. Kain go ubi Avela. Zato sme ovde. Gore postoji Božje carstvo na ljubav. Kada što site se ljubat, kada što prebivat vo ljubavta. Prebivat vo Božji od hram, vo duhovni od hram. Ovdje sme padnati vo telo, vo materija. Možeme da se dvižime fizički, vo sostojba na čovjek i slobodna volja da go izbereme Isus. I da se vratime povtorno vo carstvo to na duhovite kaj naši od Tatko nebesen. Zato sme ovdje na zemljata. Nemu vratarot mu otvara, ovcite go slušat, glas od negov. Čiji glas go slušaš ti tvoje to, si go sakaš svoje to, a ne ona na Isusa Hrista. To i gi vika svojite ovci po ime i gi izveduva. Gospode Isuse Hriste, ti blagodaram što sleze na zemljata. Isus ne zboruvaše od sebe, tuko je izvršuvaše voljata na ono što go prati na Tatko ta nebesen. Znajte, ljudje to ne može da razberat što je sega Isus, ko je to i Tatko, ko je to i Otec, ko je to i Bog, ko je to i Duh Sveti i koga ke gi izvede ovcite svoji. Odi pred njih. Ovcite odat po nego. Što znači da odiš po Isus, da postapuvaš kako Isus, da ljubiš kako Isus, da prostuvaš kako Isus, nikoga da ne osuduvaš kako Isus, da go davaš svoj život za brakjata kako Isus. Bidejki go poznavat glas od nego. Da li ti go poznavaš glas od Isusov? Ili slušaš drugi glasovi? Glas od na svetot. Glas od na tvoje tatko Satana, tako je tatko nalagata. Ko je lažec od početka, ti vo nego nema vistina. Kogo go slušaš? A po tuk čovjek ovcite ne odat, tuku će pobegnat od nego. Zašto glas od na tugi od nego poznavat? Znate, ke trgneš nekoja rabota, ke napraviš, ke otideš vo neka ulica i potom ke ofkaš pomoć, Gospode. Koga si bez Isus, postoji zakon od oko za oko, zab za zab. So kakva merka merite, so takva ke vi se meri. Togaš treba da go otplakeš grevat. Drugi od načine, može bi so generaciji da otplakeš grev, na primjer prokletstva. Vo semejni prokletstva umirat maškite deca. Po jedno maško dete, na drugi im umira po jedno dete, na drugi im umira žensko dete. Na treti imat bolesti nasledni. Semejni prokletstva na nepokajan grev. Možeš da zastaneš pred Isus, a po tuk čovjek ne oda, tuku će pobegna od nego Jovan 10.5, zašto glas od na tugi od nego poznava. Da li vi go slušate tugi od glas? Ili se slušate samite sebe, jadete od drvota na poznanje to, na dobroto i zloto. Ova parabola im ja kaže Isus, no ti je ne razbira što beši što im govoreše. Pazite, apostolite okolo nego razbirat Isus, deneska u biblijski školi tolkuvat. I ke doznat do nešto, po nešto znajeme. I po nešto prorokujeme. Da ne zaboravime deka znajenje to vozgordejuva. Gordost je smrten grev. A ljubov to oslobodува. Sve što treba da znajete odovde je da go ljubiš svoj bližen kako sebe si, da počneš od prvi od to što je do tebe. Koga te nervira da go ljubiš i da mu prostuvaš i da baraš pomoć od Isus, da ti pomogne, da pobeduvaš sa ljubovta, da go pobediš zloto sa dobro. Togaš Isus pak im reče, vistina vi velam i ja sum vratata na ovcite. Znajte, na poveke način je raskažano. Svedoštvo to je ova, 1. Jovanovo, Bog ni daruva život večen
кој го имавме претходно пред да паднеме. Или понаприказна од Адам, јаде од дрвото на познанието на доброто и злото, знае што е добро и зло, му забрани Господ, Отецот да јаде и му рече, оти ако јадеш од тоа дрво ќе умреш. И тој јадеше и стана смртен, изгонете од рајот, не може да јаде од дрвото на животот. Значи, јас сум вратата на овците. А сведоштвото е ова, Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во неговиот син Исус и ти треба да бидеш негов син и потоа и ти ќе имаш живот, да им донесуваш живот, да сведочиш за Исуса. Сите колку што дојдоа пред мене, крадци си разбойници, но овците не ги послушаа. Ние сме родени слепи на земјата духовно, не го гледаме духовниот свет, затоа ни е потребно водство од Исус. И потоа кога ќе раснеме во духот, полека ќе ни се отвораат очите. Полека ќе ни се отвораат ушите да го слушаме Божиот глас и со срцето да се покаеме. Срце покаено, за да ги исцелам, вели Господ во Исаија, јас сум вратата, кој ќе влезе преку мене, Исус, ќе се спаси. Само преку Исус е спасот, бидејќи вие немате доволно сила за љубов. Повторно ќе го кажам, тоа ми се јави еден човек. Еден час зборуваше во која црква одел, како се молел, кои молитви ги знае, на крајот ми рече како да ги љубам тие што не ме љубат. Па не можеш. Без Исус не можеш. Значи не го познаваш Исус. Можеш да одиш во 100 цркви, заедници, вакви, онакви, да скокаш, да рипаш, да палиш, да не палиш, да постиш, да не постиш, да цитираш, да рецитираш, да исцелуваш, да врескаш, да пушташ на разглас. Гебелсови пораки, верски, што е врв на некултура и сатанско, се наметнува, не влегува на вратата да чукнеш, да дојдеш ти во храмот, да те учат. Јас сум вратата кој ќе влезе преку мене, ќе се спаси, ќе влезе и ќе излезе. И пасиште ќе најде. Исус зборува за секого од нас. Знаете, имате овци и кози, козата оди каде што сака, овцата оди по Исус. Мораш да одиш по Исус во овој свет. Горе постои Божиот царство, каде што сите се љубат, царство на љубовта. Доле сме паднати, ние сме овде во долина на сенка смртна. Иако убаво изгледа, зашто се што е од Бог е убаво. Тука нема љубов, никој никого не љуби, има себе љубие. Доволно да погледнете во Македонија изнасилување, омраза, гнев, бес, лага. Тоа излегува од човечкото срце, крадецот доаѓа само да украде, да убие и да погуби. Тоа е светот околу вас. Јас дојдов, Исусе, те сакам, за да имаат живот и да имаат во изобилие. Затоа е дојден Исус, да имате живот и во изобилие и да се вратите горе со 5 риби и 3 лева или 3 лева и 5 риби. Се тоа се движи, книги, завети, гостувања. Помош. Јас сум добриот пастир. Исусе, те сакам. Добриот пастир го дава, го полага животот свој за овците. Тој оди до загубената овца додека не ја најде. Затоа е дојден Исус. Исус во кого пребива во сета полнота, духот на нашиот Отец, исполнет со дух. Значи, Исус не зборуваше од себе, зборуваше духот на нашиот Отец. Тоа е крајната состојба која треба да ја постигнеме. Од нељубов, сатанска природа, Сатана спротиставен на Бог, да дојдеме во љубов, да се преточиме во љубов со помошта на Исус кој ни дава сила, да ги љубиме сите, да простиме, никого да не осудиме и да исполнуваме волјата на оне што не прати, Божјата волја. А наемникот кој не е пастир и не е собственик на овците, ако види дека доаѓа волк, ги остава овците и бега, волкот ги разграбува и ги распрснува овците. Знаете, ни раскажува параболи и приказни за да разбереме дека ние сме овци без пастир, загубени овци, загубената овца. Паднати сте овде на земјата, во еден момент не можете повеќе да издржите, почнувате да пиете апчиња, попуштаат нервите, телото. Секој има некоја болест која е аларм на степенот на нељубовта што е во нас. Почнувате и вие да осудувате, влегувате во сатански круг, станувате дел од сатанскиот круг. Око за око, зап за зап. А Исус ви вели, прости им, татко. Оче, не знаат што прават. Кој не е грешен прв, нека фрли камен на неа. На кого? На владата, на црквата, на жената, на својата душа. Наемникот бега зашто е наемник и не се грижи за овците.
Ja sam dobri pastир и ги знам моите. И моите ме знаат мене. Дали ти го познаваш Исус Христос? Дали му се обраќаш на Исус? Дали бараш дозвола од Него? Ние зборуваме за припадност. Или припаѓаш на Исус, или припаѓаш на светот. Светот е во владење на сатаната. Припаѓаш на сатаната. Синови човечки имаме сатански и синови Божи, синови телесни и синови духовни. Со Исус почнуваш да чекориш во светот на љубовта. Да се намалува телесноста и да растеш во духот. Но тоа е процес на љубов кон сите. Како мене што ме познава Отецот, така и јас го познавам Отецот. Значи, што знаеш да го познаеш Исус и Отецот? Да му дозволиш да живее во твоето срце. Да почнеш да победуваш со љубовта. Да почнеш да ги љубиш сите. Значи, имаме заповед, нова заповед ви давам, љуби го својот ближен како самиот себе си. Дали можеш да го љубиш својот ближен како самиот себе си? Сите. Љуби го непријателот свој. И животот свој го полагам за овците своји. Бидејќи Исус беше послушен со смрт на крст, не изврши ни едно дело вон Отецот. Духот на нашиот Отец му зборуваше. За некого ова е тешко разбирливо. Но ако почнете да барате помош, Исусе, помогни ми да го љубам овој човек. Да научите да молчите, да не зборувате од себе, во присуство на Бог, во присуство на Духот Исусов. И други овци имам што не се од ова трло и нив треба да ги приберам. Луѓето не разбираат Отецот, Синот, Светиот Дух. Таткото е Дух, создател на се. Тоа е љубов, тоа не е чувство, туку е природа. Горе има синови Божји, дел од тие се паднати на земјата со сатаната, бидејќи имаа слободна волја и го избра сатаната. Раскажан вика Адам, јадат од дрвото на познанието на доброто и злото. Вавилонци се сакаат да се искачат највисоко и паднати се на земјата во тело, материализирани. Доаѓаат во состојба на човек со свесна состојба. По своја волја. Да го изберете Исус, да се вратите во вашата вистинска природа која е духовна. Значи, ние не сме тело, тешко ние овде. Сите сонувате дека летате и паѓате. И други овци имам што не се од ова трло и нив треба да ги приберам. Слава ти, Господи Исусе Христе, и ќе го чујат гласот мој и ќе биде едно стадо и еден пастир, и ќе биде едно стадо и еден пастир. Зошто тогаш црквите се поделени и немаат љубов меѓу себе, кој ги поделил по телесно читање на Библијата, по библиски школи. Едните обрети, другите цитираат. Не заборавајте, знаењето возгордејува, а љубовта ослободува. Затоа ме љуби Отецот, зашто јас животот свој го полагам, за да го примам пак. Тоа треба да го направи секој од нас. Како се крштеваш ти? Исус вели, можете ли да се крстите со крштението? Луѓето мислат дека во вода се крштеваш. Едните на стари години, другите како бебе. Не значи ништо да влегуваш во водата и да излегуваш. Крштението е да застанеш пред Исус и животот свој да го положиш, да му го дадеш животот нему во собственост. Значи, ние зборуваме за собственост. Ние сме грниња, тој е грнчарот. Тоа подразбира да умре стариот човек, тој што сака, тоа што сакам јас, и да извршувам волјата негова, да победувам со љубовта, да ги љубам сите, да простувам. Кој простува, тој победува. Дојде на една молитва, затоа ме љуби Отецот, зашто јас животот свој го полагам. Затоа ќе те љуби. Ако трчаш за некој брат, се јавуваат постојано луѓе, ги носи Исус, се молиме. Од подалечни земји, некој има рак, некој има болест, автоимуни. Значи, никој никого не може да исцели, ние само, односно нашава група, ги носам до Исус. Како се застанува пред Исус, како му се обраќаш, што треба да направиш, а потоа Исус превзема. Завчера зборувавме на телефон со една господја, која има автоимуно заболување, и реков, ние можеме да се молиме со денови. Ако вие не го отворите вашето срце и не го примите Исус и не почнете со него да му кажете, Исусе, кажи ми што треба да направам, да ја тргнеш болеста од мене. Она што го прави Лоренс Новосел интересен, кој влегува преку пророштво, пророчки слова, во длабоко толкување. Значи имаме телесна болест, луѓето сакаат телесноста, а он зборува за духовна болест, 2 пати исцелен, да бидеш комплетно исцелен. Дека, ако ќе им кажам на луѓето, Исус е мојот доктор и спасител.
On mi dava sila da pobedam, da porasnam во љубовта. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Он ми дава сила. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ке им кажем, има еден добар доктор Исус Христос. Па добро, телесниот човек одека и телесни доктори. Ако сте на висина, на степен, на верба, Исус може да ви исцели во телото, во душата и во духот. Затоа ме љуби Отецот и го давам својот живот за да го примам пак. Тоа е крштевање. Во дух, ако некој не се роди од вода и дух. Тоа е вода, значи да влезеш и да излезеш, да поминеш. Тоа е метафора на агрегатна состојба во која ти треба да се наквасиш со љубовта негова, а тој зборува за жива вода. Јас ќе ти дадам вода од која не се ожеднува и од твојата утрба ќе потечат реки од жива вода. Тој зборуваше за духот. А вие мислите дека зборува за лепи вино и за вода. Крадецот доаѓа да украде, тоа го исчитавме. Никој не ми го одзема, туку јас сам од себе го давам животот. Кога се крштиш, имам власт да го дадам и власт пак да си го земам. Кога ќе се претопам во Исусовата љубов, слава ти Господи Исусе Христе, оваа заповед ја примив од својот Отец. Ние сме овде во војна за души, луѓето да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Имате малку време, секој ден загубен без Исус. Отиде времето, потоа одите во нова состојба, во нов циклус, зашто мојот Отец, он вечно не се лути, милоста негова е вечна. Оваа заповед ја примив од својот Отец, заповедта е љуби го својот ближен како себе си. Ние сме во војна. И пак настана расправија меѓу јудејците заради овие зборови. Мнозина од нив велеа демон има и не е при себе. Зошто го слушате? Пазете да се луѓе што го читаат и го знаат Словото. Стариот завет на Исус. Други велеа ова не се зборови од бесомачен. Може ли демон на слеп да му отвори очи? Добро прашање. Може на кратко, ама ќе треба да му ја дадеш душата на сатаната. Во овој случај не е така. А беше тогаш во Ерусалим празникот обновување на храмот и беше зима. Ти имаат празници како што е сега зима, 4 степенија. Одеше Исус во храмот под тремот Соломонов, а јудејците го опколија и му рекоа: до кога ќе ги мачиш нашите души? Ако си ти Христос, кажи ни отворено. Тие знаат дека ќе дојде Христос, но не можат да го познаат. Велат, ете го овде, онде, и уште го чекаат. Се уште го чекаат и се убиваат. Убиваат, се бранат, се тепаат, освојуваат територија на земјата. Ние зборуваме за духовен простор на љубовта Исусова. Исус им одговори: ви реков и не верувате делата што ги вршам јас во името на мојот Отец. Секој од нас треба да врши дела во името на Отецот, не во од себе, да ја фрла мрежата од десната страна. Тие сведочат за мене. Значи, Исус беше покорен на Таткото Небесен, тој е Син Божи. Син Божи е оној кој го води Духот. Духот Божи. Духот Божи, Духот на нашиот Отец. Но вие не верувате, бидејќи не сте од моите овци. Не сте од неговите овци. Вие сте козите кои ќе бидат одделени, сакате своеволно. Каин рипна и го уби Авела. Бог му вели што направи човеку. Каде е брат ти Авел? Крвта на твојот брат вика од полето. Каина велија: секој секого го убива, моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам и тие одат по мене. Значи, ти го слушаш гласот на Исус, доволно да знаеш љуби го својот ближен како себе си и одиш по Исус. По тесната патека што води кон животот, одиш по светлина, одиш по патот на љубовта, простувањето, неосудувањето. И ја исполнуваш Божјата волја и стануваш пратен. И јас им давам вечен живот, слава ти Господи Исусе Христе, и никогаш нема да загинат. Значи овде телото само го оставаш, душата оди горе од дух. И никој не ќе ги истргне од раката моја. Слава ти Господи Исусе Христе. Мојот Отец што ми ги даде е поголем од сите. Значи ние имаме татко на небесата, кој создал се. Сите сме таму деца Божји. И никој не може да ги грабне од раката на мојот Отец. Он знае кои луѓе се негови. И јас и Отецот сме едно. Значи, тоа е крајната поента.
Исус е едно со Отецот, се претопуваш во неговата волја, се претопуваш во неговата љубов. Од телесен човек стануваш духовен. Исус е спуштен ангел, не е паднат како сатаната. Секој од нас треба да биде едно со Отецот, тоа подразбира нека биде во молитвата волјата не моја, твоја, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце. Лебот наш насушен дај ни го и денес. Те сакам, Господи Исусе Христе. И ние треба секој од нас да биде едно со Отецот, да биде пратен, да биде исполнет во потполно со духот на љубовта, да победува со љубовта. А јудејците пак зедоа камења да го каменуваат. Тие што го знаат Словото. Значи, знаењето возгордејува, а љубовта ослободува. Не можеш да го познаваш Словото, да го познаваш Бог. Тој те познава тебе. Кога бев дете, тој вика, зборов како дете мислев, како дете размислав, а сега гледам поинаку. Тогаш знаев нешто знаеш, по нешто знаеме, по нешто пророкуваме. А кога ќе дојде времето, тогаш ќе знаеш како те познава Бог тебе. Дека тој те познава, ти не го познаваш. А јудејците зедоа камења, Исус им одговори, многу добри дела ви јавив од мојот Отец, за кое од тие дела фрлате камења на мене. Му одговорија јудејците велики, за добро дело камења не фрламе на тебе, туку за хулење, зашто ти ако си човек се правиш Бог. Исус им зборува во дух од Словото. Псалм. Исус им одговори, нели е напишано во вашиот закон? Тој е закон што е даден на јудејците, но сепак го распна Исус. Бидејќи без духот не го разбираш Словото. И правиш деноминации и поделби, зато има толку цркви, толку заедници, а тука пишува дека една е црквата, Исус е главата. Нели е напишано во вашиот закон, јас реков, богови сте. Таму вика синови на Севишниот, но ќе умрете како луѓе. А ако он ги нарече богови, оние кон кои беше упатено Словото Божјо, со мала буква богови, а писмото не може да се порекне, да се урне, а на оној ли кого го освети Отецот и го прати во светот, осветениот Исус, во кого пребива Отецот, вие велите хулиш на Бога. Дека реков, јас сум син Божји. Го има и тој стих, јас сум син твој, ти денес ме роди, син Божји. Ако не ги вршам делата на мојот Отец, не верувајте ми. Значи, отчитување и дела на љубовта. Дела на љубовта. Има некои деноминации велат не треба дела да се прави. Знаете, секој си е башка, си го прочитал писмото. Си има свое свето писмо. Ние зборуваме за љуби го својот ближен како себе си. Ако не ги вршам делата на мојот Отец, не верувајте ми. Ако пак ги вршам, макар што мене не ми верувате, на делата мои поверувајте, дека Отецот е во мене. Тоа е крајната состојба на христијанството. Отецот во дух да живее во тебе. И јас сум во него. И Исус да биде во твоето срце. И тогаш ќе се менуваш, ќе го забележат сите тоа. Ќе ја забележат силата и љубовта која прелева, живата река што прелева твојата утроба. Сакаа пак да го фатат, но тој им се истргна од рацете нивни. Значи, ако пак не ми верувате, разберете дека Отецот е во мене и јас сум во него. И тогаш ти нема да зборуваш од себе, нема да цитираш, туку ќе љубиш како што ти кажува тој. Во дух и вистина ќе се поклонуваш. И пак отиде отаде Јордан на она место каде што Јован крштеваше и остана таму. Мнозина дојдоа кај него и говореа, Јован не направи ни едно чудо, но се што рече Јован за него беше вистина. И мнозина таму поверуваа во него. Што значи да се биде христијанин? Да му се дозволи на Исус да живее во тебе. Да умреш ти. Можеш да се крштеваш во вода колку пати сакаш. Ако ти не го оставиш стариот човек и не му дозволиш Исус да живее во твоето срце, и да почнеш чекор по чекор да се усовршуваш во љубовта, со послушност на вистината. Има еден стих. Кон Исус да се усовршува, прочистуваат душите ваши, душите наши, во нелицемерно братолюбие.
Люби го својот ближен како себе си. Татко мој, во името на Исус те молам за исцелување на сите оние кои ќе речат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. И простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. Ја прифаќам Божјата волја и го барам Царството Божјо, за се да ми се придаде. Имаш проблеми во животот, таму си некаде далеку, те гледам од далеку. Можеш да направиш вака: Исусе, Господе Исусе Христе, ако те има, дојди, покажи ми, помогни ми. Ако те има, те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Оставам се во Твоите раце. Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. И не дозволи, помогни ни да излеземе од искушение. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Не знам, не разбират мотина одат. Сите земни основи ке се разнишат. Синови на Севишниот ке умрете како луѓе, ке паѓате како секој кнез. Исус ке суди на сите. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешив пред Тебе и пред небото. Се што ми треба е Твојата преградка. Прости ми, Отче, грешев пред Тебе